Од последниот попис во Македонија, кога во вкупното тогашно население во земјата од 2.022.547 жители, етничките македонци учествуваа со 64,17%, а етничките албанци со 25,17%. Поминале цели 15 години, период во кој е можно да се случиле големи промени во внатрешната структура на населението во земјава. Државниот завод за статистика излегува со редовни годишни процени за бројот на населението во земјава, но тие сепак не се толку кредибилни како пописот. На крајот од 2015 година бројот на луѓето во земјава изнесувал 2.071.278, односно само 50.000 повеќе отколку пред деценија и пол. Меѓутоа, за експертите по статистика таа бројка не е целосно кредибилна, оти нема стандарди врз основа на кои сега може да се потврди дека процентот на албанците и натаму е ист. Изминатиот период кога главна тема на разговор е воведувањето на двојазичност во Македонија, а токму во меѓупартиските договори меѓу СДСМ и ДУИ за употребата на албанскиот јазик во Република Македонија како втор службен јазик, се тргнало од последните познати податоци за бројот и структурата на населението во земјава утврдени со пописот на населението од 2002 година. Како што пишува Дневник, тие се потребни за законот да има основа во амандманот 5 на Уставот, во спротивно законот е неуставен. И анкетираните граѓани велат дека без нов попис на населението не може да се бараат права. Додаваат дека на Македонија е потребен попис што поскоро. Да, треба. По ваше мислење, што очекувате дека ќе покажат резултатите? Да, пописот? Да. Па не иде околу 20% албанска нација. Така по моје мислам. И толку дали ќе има прашање. По моје. Нека се направи по-убаво. Така. Ваше мислење, што би покажале резултатите? Тешко. Ситуација не е многу тешка. Што ќе правиме, не знам. Треба да се знае колку сме, колку албанци, колку сарои, колку се, да се знаме што сме. Вака 50% албанци, а може 20% не се. И са што бара полојна тие. Значи, не се 50%, 20% нека му дат колку што се, ама не се ни толку може. Мора пописот се направи, па сете на владата да ја прати. Не е вака 50% бара, и од буџетот бара 50%, а не се толку. Треба попис да се направи други избори. Затоа што ние сме поќе, тие помалце, што држава ќе му дајме во држава? Кај го има тоа? Да, првен попис. Така. Прогнози некои што ви покажале Првен попис, после двојазичност и се друго. Првен попис. Па ние сме повеќе од албанците. И треба да си ја водиме оваа држава како што ние сакаме. А не да ми кажува малцинството што да правам. Тоа исто како во Албанија, например, македонското малцинство да му кажува на албанската влада што да прави. Тоа е тоа. Па, Бога ми, попис треба да се направи, иначе ништо не правиме иначе. Не сум политичар да ти кажам прави, ама попис треба да се направи. Инаку, врз основа на застапеноста на етничките албанци според последниот попис на населението, тие добија и посебни права предвидени со Охридскиот рамковен договор, врзано покрај другото за принципите на соодветна и правична застапеност, за Бадентеровиот принцип за употребата на албанскиот јазик. Така, според петтиот амандман на Уставот на Република Македонија е предвидено дека на целата територија во Република Македонија и во незините меѓународни односи службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните. Исто така е службен јазик и неговото писмо, како што е определено со овој член. Во предпоследниот став од овој амандман се наведува во органите на државната власт во Република Македонија. Службен јазик различен од македонскиот јазик може да се користи во согласност со законот. Во единиците на локалната самоуправа јазикот и писмото што го користат најмалку 20% од граѓаните е службен јазик, покрај македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. За употребата на јазиците и писмата на кои зборуваат помалку од 20% од граѓаните во единиците на локалната самоуправа, одлучуваат органите на единиците на локалната самоуправа. Поврзано за оваа одредба и предвидениот процент од над 20% на граѓани кои зборуваат јазик поинаков од македонскиот, се отвора прашањето дали тој може да се однесува токму на припадниците на албанската етничка заедница.